Почитуван председателе на Собранието, почитувани колеги пратеници, почитувани новинари и јавност. Корупцијата е рак рана на сите држави во регионот, на секаде во светот. Впрочем, регионот е поготово оптеретен многу со корупција, тоа јасно го покажуваат сите можни индекси, сите можни параметри кои што можат да се споредат и се транспарентно представени во многу релевантни институции, меѓу кои и Transparency International. Македонија, според индексот на перцепција на корупцијата, е на 45-то место. 45 индексни поени има, при што 100 е идеално општество, без корупција и така натаму, значи колку е повисока бројката, толку подобро. Во едно од дневните гласила прочитав дека Македонија се наоѓа во златна средина. Како можете воопшто да употребите таков термин, златна средина, кога се работи за корупција, тоа е за крадење? Значи, вие сте во друштво со криминалци. Златна средина, зборот, едноставно не е адекватен. Не може да стане збор за никаква златна средина, туку за една рѓосана средина, која што упорно со секоја следна препорака од Европската комисија добива се поголеми и поголеми опомени дека оди во лош правец. Конечно, овие месеци слушаме многу јасно и гласно за разни коруптивни сделки и договори кои што се прават во ова наше метастазирано друштво. Денес треба да избереме нови членови на оваа комисија, само 20 се стари од постојниот состав. Се прашувам што направи оваа комисија во изминатиот состав. Дали отвори една афера, дали ја затвори една афера поврзана со коруптивното однесување на власта, бидејќи во власта се парите, да не се лажеме. Се друго е ситна работа во однос на оно што ни се случува пред носот, во однесувањето на власта и одредени структури. Дали се отвори еден предмет, а дали, не дај Боже, па и се затвори? Дали добивме една пресуда? Дали добивме една опомена? Не. Дури не извештаат за работа годишниот, што е обврзана оваа комисија да го закачи на својот вебсайт, до пред неколку дена не беше таму, ако сега вечерва го ставиле, за да, бидејќи знаат дека на Собрание денес е оваа точка. Влегувајќи внатре, во изборот на овие луѓе, кои што минале низ комисискиот филтер, председателот на комисијата ни кажа дека имало 59 пријави. И кажа условите за номинација на овие членови. Во условите не чув најбитниот услов да бидат независни, партиски независни, да се луѓе без книжка, без досие партиско. Како тие можат да се борат со корупција, бидувајќи барем половината од нив, ако не и сите, дел од државните служби. И тоа директно од волонтери во советници во Министерство за правда. Дали во нечие CV можете од 59 луѓе да селектирате некој чие што знаење и вештини се сведува на Интернет Експлорер и Mozilla Firefox. Тоа што го знаат и децата од 7 годишна возраст. Се става во CV таков човек што воопшто решил дека тоа му е компетенција и компетитивна предност пред другите кандидати. Јас во неговата интелектуална способност не верувам, а не во неговите морални квалитети. Имаме тука луѓе кои што јас се обидов да ги пронајдам на интернет, а тој интернет за среќа или за несреќа ни ги вади луѓето со нивните референци, сите се no name, непостоечки. Постојат како членови во адвокатска комора. Сите што добиле лиценци се членови. Толку. Ништо повеќе и помалку од тоа. Значи, никаква вистинска референца за овие 7 аса, 2
предходно постоечки и 5 нови, не постои. Но најмногу ме загрижуваат критериумите кои што ние сме ги дале за да луѓето се пријавуваат. Како може да се верува на комисија ако внатре имаме партиски членови, например? Тоа требало да биде првиот услов. Се разбира високо образование, зарем имаме економист без високо образование или правник без високо образование? Па по овој филтер сите дипломирани студенти ќе завршат, ќе влезат. И влегуваат. Потоа имаме уште поголем куриозитет. Некој што е роден 67 година, пазете, уште му се во тек постдипломските студии. Капацитет. И тој што е 77 година, исто така му се во тек постдипломските студии. Еден, рака на срце, е доктор на науки. Другите, значи, имаат недооформено образование, пазите, никој не ги терал да се запишат, тие се запишале, но не успеваат да завршат. 67 година роден. Се сомневам дека ваквиот избор ќе не одведе еден чекор понатаму од она каде што бевме, а бевме за никаде. Значи, оваа комисија работеше како исклучиво приврзок на власт. Така и ги подигнуваше, предметите ги отвараше, така и ги затвараше. Како што реков, ниту еден во целиот мандат против власта не подигна предмет. Па дали е тоа можно? Во која тоа држава се случува? И ќе кажете, бидејќи ако се следи индексот на перцепција на корупција, дека Македонија напредувала во 3 последователни години за по еден индексен поен. А тоа кој е напредување, еве молам. И ќе речете дека една Русија е подалеку од нас. Но во Русија царува корупција. Русија има за делење богати ресурси, ова е многу сиромашна земја. Овде мала корупција веќе тектонски потреси не доведува до тектонски потреси. Ова е социјална држава, ова е сиромашна држава, со најниски плати во цела Европа. Не можеме така да ги мериме само по бројче работите, малце напредувала. Македонија е во друштво со земји криминогени, каде што царува корупцијата. И ќе повторам, невкусно е во таква ситуација да се зборува за златна некаква средина или за напредок. Тој напредок, конечно, го чувствуваме сите ние, со 2,2 евра сатнина во Македонија. Бугарија, која што е последна во Европа, најсиромашна држава, има 3,8 евра сатнина. Македонија има 2,2 евра. Значи, од нашите пари, од нашите плати се зима, од нашето богатство се зима за корупција. Кога овој народ ќе се отрезни, јас на вистина не знам. Би сакала час поскоро да свати зошто живее без водоводи, зошто живее без канализации, зошто чизмите не може да ги одлепи од калта кога ќе заврне најмал дожд, зошто се вози по дупки и зошто има најлоша здравствена заштита. Тоа е се поради болеста наречена корупција. Немам надеж дека ова тело, прво е компетентно, според изборот на ликовите внатре, дека е компетентно пред се, а најмалку имам илузии дека се работи за независно тело. Значи, треба будно да се следи неговата работа и да се реагира на секој пропуштен случај. Да инициираат граѓаните, да инициира јавноста, да знае дека секоја банка изнесена од државата и одлеана е неговата банка. Дека не е абстракција корупцијата. Корупцијата се на сите нас малиот стандард на живење. Корупцијата е таа што ги истера и децата надвор од оваа држава. Значи, тоа е најголемата метастаза во секој општество и во нашето вклучително. А работата не е добра, како што сите знаеме. Немам никакви надежи и ќе гласам апсолутно против оваа новоизбрана, односно комисија која што е денес предложена. Ви благодарам. Благодарам, господин Телиевски. Зоран има реплика. Повелете. Благодарам, председателе. Почитувана колешке, освен
демагогија, ништо конкретно не кажавте, нити пак покажавте зошто според вас оваа комисија не е независна. Тоа што дел од предложените кандидати работеле во државни служби, според вас е доказ дека е зависна? Врз основа на кои аргументи вие тоа го тврдите? Не е едноставно само ќе излезете на говорница, ќе изнакажите некои ваши запазувања, кои што самите вие ги спомнавте дека слушаме разни коруптивни афери, меѓутоа слушаме од нелегално креирани, прибавени снимки и монтирани снимки, кои што вие упорно пробвате да ги легализирате со повторување на нивната нелегалност. Исто така, со омаловажување на кандидатите дека не се стручни само заради тоа што вие така сметате, нема да покажете дека тоа и на еден начин е така. Од друга страна, самите признавате дека сме во некоја си средина, и тоа би сакал да кажам и тоа што вие не го спомнавте, дека од земите на регионот сме убедливо подобри. Подобри сме и од Хрватска, подобри сме од Бугарија, од Србија, од Босна. Единствено, само Словенија и Хрватска од земите од регионот се предност. На крајот на криштата, самиот начин на мерење на перцепцијата со тоа го вели. Мерење на перцепцијата за коруптивност. Оваа комисија се трудела и во изминатиот период, комисија нормално која што избрана од Собранието на Република Македонија и од ова владаечко мнозинство, се трудела во изминатиот период и работела, и тоа и го направила со резултати. Сме успеале да се качиме многу погоре неголи кога бевме од кога дојде оваа партија на власт во Република Македонија, и континуирано тој пораст постои. Тој пораст во перцепцијата на корупцијата, тоест подобрување на нашето место во таа табела, е континуиран и постои. Од тоа како факт не можеме да избегаме. Благодарам. Благодарам, господи Грчева. Солоза има контрреплика. Повелете. Почитуван колега, до сега сте требале да ме запознаете дека паушално не зборувам никогаш. Зборувам секогаш со факти и со податоци. Она што вие го кажавте како критериум за избор на овие луѓе, не дава ниту еден момент да се помисли дека се работи за независни експерти. Го немате спомнато како критериуми, тие може да се и најарни и најлоши, но вие не сте осмислиле еден профил на човек кој што ќе гарантира независност. Тој може со многу индикатори да биде поставен, но вие ниту еден од нив не се ставиле. Дека има завршено школо, тоа не е критериум, се разбира дека мора да има завршено школо. Дека треба да биде морална личност, тоа не е мерлива работа. Тоа после ќе го видиме колку е морална личност. Но, податоците ви кажуваат следно, дека некој што е роден 78 година, 2006 година, на 28 години, влегол во Министерството за правда. Тоа кај нас се случува во оваа партизирана држава само со книжка. И одговорот на вашето прашање е да, мислам дека се партиски луѓе. Благодарам.